Рапидно расте бројот на разводи во Македонија. Според последните податоци на Заводот за статистика, најмногу разводи има во декември, а најмалку во август. По разводот на сопружниците според детската амбасада Мегеши се разведуваат и децата со родителите. Тие пак бараат подеднакво старателство. На оваа тема Мирјана Мирчевска-Јовановиќ, Мими, добро вечер, повели. Така, Маја, според последните податоци на Државниот завод за статистика, кои ги најдовме на нивниот сајт, се од 2013 година, таму покажува дека за цели 6% се зголемил бројот на разводите таа година. Вкупно имало околу 14.000 разводи. Најкритична група според статистика е од 35 до 39 години старост. Интересно е тоа дека најмногу бракови се склучиле во август, но и тогаш имало најмалку разводи. Луѓето најмногу се разведувале во декември, односно на крајот на годината. Така кажува статистиката, но во секојдневниот живот, освен што се разведуваат родителите, за жал се разведуваат и нивните деца. Децата треба да изберат помеѓу двајцата родители, некогаш немаат можност, но тоа е најтешко за децата. За оваа тема за заедничко старателство со цел децата да имаат посреќен живот, да се и со двајцата родители, разговараме со Драги Змијанац од организацијата Мегеши, која што секогаш работи во интерес и помага со проекти на децата. Господине Змијанац, заедничко старателство, што значи тоа? Повеќе да нема викенд тато и викенд мама, и кој е подносител на оваа иницијатива? Тоа значи дека ние конкретно како прва детска амбасада во светот Мегеши даваме подршка на оваа граѓанска иницијатива на група родители и татковци и мајки кои сметаат дека се обесправени на самиот старт кога настанува разводот. Тие се залагаат за споделено подеднакво заедничко старателство и заедничко одговорно родителство и по разводот. Тоа значи да нема обесправеност и стартната позиција да биде подеднаква иста. Тоа значи многу работа за Центарот за социјална работа. Ако се воведе заедничкото старателство и заедничкото одговорно родителство, тогаш ќе треба Центарот за социјална работа да направи поголем напор да го следи одговорното родителство, дали родителот навистина води грижа додека е старател, и во случај ако не е добар родител, да му се одземе старателството, тогаш може да остане само на викенд татко или мајка. Дури може и тоа да му се одземе ако исто така не биде одговорен и за време на викенд. Но стартната позиција е дискриминирачка или обесправувачка за било кој да е викенд татко или мајка. И мислам дека оваа иницијатива функционира во други земји, дали ќе се вика подеднакво споделено заедничко старателство, не треба да го исклучи родителството. Одговорното родителство додека детето е кај едниот или кај другиот родител, и тоа би требало да помогне во сплотување и зближување на заедничката одговорност на родителите кон детето, и детето да не чувствува дека неговите родители покрај тоа што се разведени го губи едниот или другиот родител. Попластично објаснато, во текот на неделата значи дека нема поделеност детето дали да биде кај таткото или кај мајката, сепак ќе треба да се слушнат родителите, да има некое разбирање и договарање помеѓу нив. Се оди на договор. Разбрани луѓе се договарат. Во случај ако има проблем, тогаш треба Центарот за социјална работа да процени дали тоа физички 15 дена ќе биде кај едниот или кај другиот, или на пример подолго време кај едниот. Но не треба да биде исклучен вториот родител како старател да има право на квалитетна, добра комуникација со своето дете. Многу викенд татковци и мајки се фрустрирани што нема доволно време квалитетно да го остварат родителското право, и петицијата веќе е поднесена. Ние имаме извршено разговор со Министерство за труд и социјална политика, ја поддржуваме оваа иницијатива на група граѓани и сметаме дека ќе биде фер, многу фер однос кон двата родители, стартната позиција да биде подеднаква, за да може децата да имат квалитетно родителско право и по разводот, и двајцата родители да бидат еднакво во можност да го остваруваат родителското право и старателството. Правите редовно истражување, во вашиот тим има психолози и социјални работници. Кои се подискриминирани, мајките или татковците кај во Македонија? За жал, ние на нашиот СОС телефон 20.000 дојави, на второ место се бракоразводните постапки и траумите кои децата ги трпат при бракоразводните постапки. Наше убедување дека деца од 6 до 10 години имаат доволна емоционална зрелост да при интервју
кажат со кој родител има подобра емоционална врска и со кој родител би сакал. Меѓутоа замислете вие и да се изјаснат со кој родител сака. Самото тоа што едниот родител има поголемо право, односно право на старателство, го невозможува детето да бира и за вториот родител да биде во подеднаква состојба. И кога физички ќе биде едното дете доверено кај еден родител со право на старателство, нормално он има поголемо влијание кон детето и неговото мислење кон другиот родител и тогаш колку и да се труди викенд таткот или мајката има потешкоти да оствари брза квалитетна комуникација бидејќи веќе во дефицит на време. И сега вие кога ќе дадете можност подеднакво старателство, тоа значи подеднакво време и подеднаква можност. Но тоа не значи дека треба да биде загарантирано еднаш за секогаш. Ви имало случаи кога деца со право на видување биле силувани, злоупотребени, малтретирани. Тоа значи Центарот за социјална работа ќе има дополнителна работа да врши увид за квалитетно стварување на родителско право и правото на старателство или правото на викенд видување. Кои се вашите очекувања и предвидувања? Дали со ова може, например, да настане поголем проблем или да речеме уште подобро да дојде до зближување па и помирување на родителите? Многу е добро што оваа граѓански иницијатива поддржуваат и мајки. Затоа што некои таткоци можеби не сакаат да го остварат старателството. Можеби им е полесно од мајките да бидат старатели, но има многу таткоци што сакаат да водат грижи, сметаат дека се подеднакво способни и спремни да бидат квалитетни родители, да го стварат родителското право. Збориме за стартните позиции. Не е фер навистина да вие однапред во 99% го давате детето на мајката со аргумент дека има емоционална врска. Јас знам дека има многу татковци кои исто така негуваат емоционална врска со детето и како тој се чувствува кога центарот ќе му даде само 2 пати во месецот да го види детето и 2 часа во текот на неделата. Не е фер и мислам дека навистина треба да се воведат нови механизми. Има искуство во другите земји во светот и мислам дека Министерството за труд и социјална политика ќе направи голем исчекор напред. Ако ја прифати оваа граѓанска иницијатива, ние веќе ја потпишавме, дадовме поддршка. Човек во јавноста кој ја поддржа оваа иницијатива е Кристина Арнаудова и заедно со првата детска амбасада во светот Мегеши им посакувам успех на оваа граѓанска иницијатива во која членуваат и мајки и татковци, и баби и дедовци, и вујки и вујковци, и вујни, и чичковци и стрини. Ви благодарам за гостувањето. Маја, може да кажеме една позитивна иницијатива која може нели да донесе нели со еден позитивен исход и родителите покрај грижата за децата повторно нели да пројават љубов и да се помират. Ти благодарам, Мими. Тоа беше Мирјана Мирчевска Јовановиќ за иницијативата за еднакво старателство. Продолжуваме понатаму.